Урбани вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. И денеска продолжува протестот на дивите пазарџи на булеварот Крсте Мисирков, кој неколку дена е затворен за сообраќај. Ова е веста на денот. Во продолжение следува генералната најава. И покрај протестите, Шилегов не отстапува од намерата да се отстранат дивите тезги од Бит пазар. Црвениот крст отвори продавница за донирана облека. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со апел матурантите да не управуваат моторно возило за време на матурските прослави. Малите и средни бизнеси се грбот на економијата. И денеска продолжува протестот на дивите пазарџи на булеварот Крсте Мисирков, кој неколку дена е затворен за сообраќај. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов ги повика дивите пазарџи да ги прифатат поволностите кои им ги нуди градот, затоа што градот нема да отстапи од намерата да се отстранат дивите пазарџи од Бит пазар и конечно овој дел да се уреди. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска уште еднаш потврди дека не отстапува од намерата да се отстранат дивите тезги од Бит пазар и да се уреди овој простор, со што конечно би се решил долгогодишниот проблем околу Бит пазар. Според него на нелегалните продавачи им било дадено доволно време и простор. Шилегов ги повика продавачите кои овие неколку дена ги блокираат улиците да ја прифатат понудата на градот и да продолжат да работат во рамките на Бит пазар, користејќи ги поволностите кои им се овозможуваат, затоа што на пазарот има 130 слободни тезги. Оваа информација денеска е потврдена од Скопски пазар, а станува збор за 30 диви продавачи, наспроти 500 пазарџи кои редовно си плаќаат за изнајмување на тезгите и дуќаните. Апелираме до нив и денеска повикувам поволностите кои што ги нудиме и ние како град, општина Чаир, Скопски пазар, да ги искористат. Подобро е за нив, наместо да ден губат на улиците, да влезат во системот и со бенефициите кои што ги нудиме да ги легализираат своите бизнеси и да остваруваат приходи за своите семејства, бидејќи самите тврдат дека таму работа за да ги издржуваат своите семејства. Не сакаме никого да оставиме без работа или да го спречиме да си ја продава својата роба. Затоа предвидуваме и транзицијски период со бенефиции за да може секој да се снајде. Овој чекор го превземаме со цел да ги вратиме купувачите во чаршијата и на пазарот и да овозможиме полесна пристапност и на тезгите и на дуќаните. Воведувањето ред на ова место значи и поголема безбедност и пофункционален град. Шилегов посочи дека хаосот на Бит пазар, кој што е долгогодишен проблем, мора да се реши и дека еднакво внимание укажуваат за развој на двете страни на Вардар и правилата и редот мора да важат насекаде. Град Скопје одлучи да го уреди овој дел од градот, а за таа цел на овој патек ќе се реконструираат тротоарите, ќе се постават столпчиња и жардинери, ќе се уреди такси станицата, ќе се засадат дрвореди, ќе се реконструираат и осветлат пасажите од булеварот кон чаршијата и ќе се ослободат тротоарите од диво поставените тезги. Црвениот крст на Македонија го промовираше проектот Копче, кој има за цел да обезбеди облека за лицата во ризик по ниски цени. Со продажбата на ефтина облека собрана од пунктовите за донации, ќе им се зачува достоинството на лицата кои не бараат помош, туку сакаат да купат облека за себе и семејството. Околу 20 тони облека годишно собира Црвениот крст на Македонија преку пунктовите за облека поставени на неколку локации во Скопје, со што помага на повеќе од 2000 лица во ризик, со цел овозможување на што поголема достапност на облеката до лицата кои се во социјален ризик. Денеска Црвениот крст отвори продавница за донирана облека, која ќе се продава по ниски цени, а ќе биде намената за граѓаните кои не бараат помош, но нивните месечни примања не им дозволуваат да купат скапа облека. Од Црвениот крст вела дека станува збор за една стрикна приказна, именувана Копче. Во продавницата ќе работат лица кои се исто така во социјален ризик, а средствата собрани од продажбата на облеката ќе бидат наменети за одржување на истата, како и на целокупниот проект Копче. Идејата е дека овие символични цени и оној приход кој што ќе го генерираат ќе бидат исклучиво користени за одржливост на самиот проект, а тоа е во рамки на проектот да се подржи мини работилница која ќе функционира се со цел подарената облека која што ќе биде оштетена да биде
биде поправена, исто така подоцна, да биде добро исчистена, испеглана, добро сортирана и навистина во оваа поинаква продавница да најде убаво место каде што на некој начин ќе го заштитиме комплетно интегритетот на луѓето кои што сакаат да бидат дел од овој проект. Покрај социјалната и хуманата димензија, проектот Копче е значаен исто така бидејќи овозможува и еколошки здрава средина. Како што објаснува Сузана Тунава-Пауновска од Црвениот крст, неупотребливата облека ќе се рециклира за реупотреба. Целокупната облека која што ќе се донира во Црвениот крст и која што ќе биде на некој начин неупотреблива, ќе се рециклира, значи од незе ќе се изработуваат дополнителни производи кои што секако ќе бидат во вид на простирки, черги, прекривки во стилот на пачворк стил и сето тоа повторно ќе се донира во институциите каде што имаме сместено лица со посебни потреби, деца сираци, институции кои што на некој начин сакаат да ја раздубават средината во која што престојуваат лица во ризик или болни, стари, изнемоштени лица. И наспроти големиот број на хумани граѓани кои донираат облека која им е непотребна, но е сепак употреблива. Постојат и такви кои за жал ги уништуваат пунктовите за собирање облека. Црвениот крст апелира да не се уништува тоа што некому му носи радост. Во моментот кога некоја парче облека веќе нема да биде за нас употребливо, а сепак ќе има корисна вредност, да го донираат во тој момент, а не да се чека да тоа комплетно биде неупотребливо. Исто така апел до сите кои што на некој начин се делот од овој проект и донираат облека во Црвениот крст, малку повеќе да се грижиме за контейнерите кои што се поставени широм градот Скопје, значи да делуваме на свеста на таа група граѓани кои што честопати ги демолираат овие контейнери, значи едноставно сме отворени за работка се цел се она што го правиме како дополнителна вредност на нашиот град, сите да го почитуваме и да се грижиме за тоа. Бидете совесни родители и не дозволувајте им на вашите деца со автомобил да одат на матурската прослава. Е апелот кој Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот го упатува до родителите на матурантите, за да се спречи трендот на зголемено девијантно однесување на младите во сообраќајот. Потенцираат од РСБСП, родителите треба да преземат воспитни мерки кон своите деца, односно преку разговори, позитивен личен пример да им укажат на децата за последиците од неодговорното учество во сообраќајот. Не си фраер ако загинеш на матура, е пораката што секоја година Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја упатува до сите матуранти, како и апелот да не управуваат моторно возило за време на матурските прослави, бидејќи на тој начин го загрозуваат сопствениот живот, но и животот и здравието на останатите учесници во сообраќајот. РСБСП упатува апел до родителите да покажат повисоко ниво на свест со тоа што нема да им дозволат на своите деца да одат на матурската прослава со семејни автомобил, ниту да дозволат да бидат возени од друг матурант. Сообраќајната статистика и искуствата на сообраќајната полиција од минатите години покажуваат дека во деновите кога се организираат матурските прослави се зголемува бројот на сообраќајни незгоди. Голем дел од учесниците во незгодите се млади луѓе, матуранти, кои најчесто во незгодите завршуваат со тешки телесни повреди, а неретко го губат својот млад живот, велат од РСБСП и додаваат дека одговорноста за оваа појава првенствено е кај младите, но и кај нивните родители. Податоците на Светската здравствена организација покажуваат дека сообраќајните незгоди представуваат една од водичките причини за смртност кај младите луѓе. Годишно во светот околу 400.000 млади луѓе го губат животот во сообраќајни незгоди или околу 1100 дневно. Во Македонија минатата година во сообраќајни незгоди загинале 155 лица, од кои 36 на возраст до 24 години, а со повреди се здобиле околу 2100 млади лица. Во исто време, на иста музика, младите од Босна и Херцеговина, Бугарија, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Хрватска и Црна Гора ќе танцуваат одбележувајќи го празникот на младоста, матурирањето. Матурската парада оваа година ќе се одржи на 18 мај. Годинишната матурска парада ќе се одржи на 18 мај, точно напладне во Скопје на плоштадот Македонија. Покрај во Скопје матурската парада ќе се одржи во Струга, Охрид, Струмица, Гевгелија и Куманово. Оваа година покрај Македонија во проектот ќе учествуваат матуранти од 62 градови во Босна и Херцеговина, Бугарија, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Хрватска и Црна Гора, а очекувањата се дека на настанот ќе учествуваат над 30.000 матуранти, од кои 1100 матуранти од Скопје.
Организатор и носител на заштитната маска на Република Македонија е Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, која манифестацијата ја организира во соработка со танцовиот спортски клуб Ритам Плюс. Пред почетокот на парадата, традиционално матурантите ќе ја кажат заклетвата за ненасилство, со што ќе испратат порака за толеранција, соопштуваат од Дирекцијата за култура. Со промоција на поетската книга Триптих за Македонија од Раде Силјан и изложбата Убава е Македонија од Новица Трајковски започна 19-та литературна манифестација Илинден 2018, која ќе се одржува во Домот на култура Илинден до 19 мај. Во рамките на манифестацијата во Домот на култура Илинден се одржува традиционалниот саем на книга под мотото Динови на книгата, каде што посетителите може да најдат богат избор на книги. Со свечено отворање во Домот на култура Илинден, синоќа започна 19-та литературна манифестација Илинден 2018. Манифестацијата ќе трае до 19 мај, а граѓаните секојдневно ќе имаат можност да ги проследат културните настани кои се на овогодинешната програма на манифестацијата. Манифестацијата и деновите на книга во општина Илинден ги отвори градоначалникот Жика Стојановски, кој искажа голема благодарност на сите оние што придонесоа литературната манифестација Илинден да биде еден од промоторите на современите културни достигнувања во нашата земја, но и надвор од неа. Многу ми значи манифестацијава што прераснува од регионален карактер и дава силен белег во делот, остава белег во литературата воопшто и културата. И на мене и на граѓаните на локалната заедница е од посебен значај, бидејќи афирмацијата, верувајте, и надвор од рамките на Македонија е најголема преку литературата, културата, уметноста. Така сме препознатливи и би сакал ова прилика да ја искористам на сите учесници, на сите кои што дадоа свој придонес како луѓе, како поети, како граѓани, да искажам благодарност за сето она што го направија за во општина Илинден литературната манифестација да прерасне во една од повидните или значајни литературни настани во Република Македонија. Посвеченото отворање на манифестацијата беше промовирана поетската книга Триптих за Македонија на истакнатиот македонски писател, есеист и литературен критичар Раде Силјан, кој изрази голема благодарност до општина Илинден која толку години успешно реализира една ваква голема културна манифестација. Мене ми е особено драго што годинава ја промовираме книгата Триптих за Македонија на традиционалната манифестација Илинден 2018. Благодарение на ова манифестација се зададува многу пријателства, се афирмира вистински вредности во македонската литература и мислам дека општина Илинден посветува посебно внимание кон книгата, кон авторите. Тоа значи дека сите ние имаме едно чувство на задоволство кога сме присутни во овој регион. Исто така синоќа се отвори изложбата на слики од академскиот сликар Новица Трајковски, насловена Убава е Македонија, а вечерта беше заокружена со музички колаж на Маријан Јанковски и Портал. Литературната манифестација продолжува и денеска, во чии рамки се одржа промоција на книги од млади автори, а вечерва се одржува книжевна средба со поети на 70-тите години. Утре исто така во Домот на култура ќе се одржи портрет на словеничкиот писател Милан Јазбец, актуелен амбасадор на Република Словенија во Македонија. В петок се одржува литературното матине за деца со истакнати писатели за деца и млади, а вечерта ќе се одржи централниот настан на манифестацијата, а тоа е поетскиот митинг насловен Стихови за душата, на кој ќе настапат 30 писатели од Македонија и Балканот. Во рамките на манифестацијата во Домот на култура Илинден до 19 мај се одржува традиционалниот саем на книга под мотото Денови на книгата, каде што посетителите може да најдат богат избор на книги. Поддршка на мали и средни бизниси, како и пристап до европските проектни фондови, овозможува договорот за соработка кој денеска го потпишаа обединетите бизнис клубови од Бугарија со Бугарско-македонскиот бизнис клуб. Како што беше истакнато на потпишувањето на договорот, малите и средни бизниси во економијата зафаќаат околу 99,8%, така што тие се грбот на економијата во Европската унија.
Нови деловни поврзувања и пристап до европските проектни фондови овозможува договорот за соработка кој денеска го потпишаа обединетите бизнис клубови од Бугарија со Бугарско-македонскиот бизнис клуб. Во моментов ОБК брои 2500 членки, а целта е да се грижи за микро, мали и средни предпријатија, за занаитчии и самовработени. Председателот на Бугарско-македонскиот бизнис клуб Никола Поп Илиев на денешното потпишување рече дека со оваа соработка ќе се отвори широко поле на можности како со поврзување на голем број фирми од Бугарија, така и поврзување со европските фирми кои се во соработка со оваа асоциација. Друг аспект на полза од ова соработка е достапот до повеќе европски фондови кои асоциацијата на бизнис клубовите е во контакт со високо поставени европски функционери и институции, бидејќи Бугарија е членка на Европскиот сојуз, и ќе ни овозможи достап до ефтини средства за поттикнување на разни дејности во Македонија, како во општествениот сектор, така и во приватниот сектор. Обединетите бизнис клубови ќе настојуваат да им помогнат на членките на Бугарско-македонскиот бизнис клуб во поврзувањето со своите членки, како и во создавањето можности за нови заеднички проекти и иновации. Председателот на Обединетите бизнис клубови Веселин Халачев рече дека малите и средните бизниси се грбот на економијата на Европската унија. Нивната поддршка е една од основните политики на Европската комисија. Повеќето од европрограмите се насочени на мали и средни бизниси. Сето тоа опфаќа 99,8% од економијата на стариот континент, така што во оваа насока има исклучително многу инструменти за поддршка. За бизнеса в Македонија, за малки и среден бизнес Бизнесот во Македонија, за мали и средни бизнеси, за општините и урбаните заедници. Ние би можеле со едно добро партнерство дури и во денешно време да привлечеме солиден капитал, за да може македонската економија да зајакне. Ние би можеле да привлечеме и 1 до 2 милиарди евра само ако бидеме активни помеѓу двете земи. Може и вашата економика да се исправи. Халачев додаде дека овие средства би дошле преку Хоризонт 20, кој има специјален инструмент за мали и средни предпријатија, кој би можел да добива по 2,5 милиони евра неповратни средства. Така што треба да имаме интересни проекти за мал и среден бизнис, како и иновации, бидејќи без иновации немаме можности на светските пазари. Треба да сме иновативни и да се бориме за проектите, потенцираше Халачев. Во рамките на европскиот проект РОК, регенерација и оптимизација на културното наследство во креативните градови, во старата Скопска чаршија е отворена лабораторија за урбано живење во Скопје. Старата Скопска чаршија е отворена лабораторија за урбано живење во Скопје. Станува збор за нова просторија која се отвора во рамките на европскиот проект РОК, регенерација и оптимизација на културното наследство во креативните градови. Лабораторијата ја отвори градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој рече дека враќањето на животот во стариот дел на градот е стратешка определба и затоа посветено се работи културното наследство да се направи достапно за сите. И се осврна на намената и активностите на оваа лабораторија и незиното значење за промоција на старата Скопска чаршија. Деновиве во Скопје се одржуваат голем број активности поврзани со проектот РОК, меѓу кои второто генерално собрание на кое учествуваат 36 партнери од 13 земи, каде истите дискутираат за досегашните резултати од проектот и планот за идните активности. Проектот РОК се фокусира на историските центри во градовите кои ќе ги користи како теренски лаборатории на културното наследство и да покаже како тоа може да биде уникатен и моќен двигател на возобновување, одржлив развој и економски раст за целиот град. Градот Скопје во рамките на овој проект своите активности ќе ги фокусира во старото градско јадро на Скопје, каде што преку имплементирање на голем број креативни методи и алатки од информатичката и комуникацијската технологија ќе се работи на негова трансформација во центар на култура, знаењето и технолошкиот развој. Како локации на кои ќе се спроведуваат активностите во рамки на проектот РОК се избрани тврдината Кала, старата Скопска чаршија и старото еврејско мало. Проектот РОК е финансиран од Европската програма за истражување и иновации Хоризонт 2020.
20.635 деца кои се јавиле на ИСОС линијата на детската амбасада Меѓаши добиле помош и поддршка во изминативе 25 години. Од Меѓаши велат дека целта на ИСОС службата е да се информираат децата за нивните права, да се едуцираат за начините како да побараат помош и кога тоа да го направат. ИСОС линијата за помош на деца и млади 0800 12222 на првата детска амбасада Меѓаши слави четврт век од постоењето. Во овие 25 години велат од Меѓаши преку линијата добиле помош над 20.635 деца и млади и други возрастни лица кои побарале помош и поддршка за постапување во насока на најдобриот интерес на децата. Во работата на ИСОС телефонот прецизираат е вклучен мултидисциплинарен тим составен од психолози, социјални работници, педагози, новинари и адвокати, како и различни возрастни категории волонтери. Од Меѓаши велат дека целта на ИСОС службата е да се информираат децата за нивните права, да се едуцираат децата за начините како да побараат помош и кога тоа да го направат. Преку работилници, обуки и проекти допираме до свеста на родителите и ја потикнуваме храброста на децата да побараат помош кога им се загрозени или нарушени нивните права, додаваат од Меѓаши. Оттаму посочуваат дека се соочуваат со проблеми во функционирањето на ИСОС линијата за помош поради многу честите технички проблеми и прикини на бројот за кои, како што велат, треба да се грижат македонски телекомуникации. Во организација на Сдруженијето за спорт и рекреација прв до врв внедела на Водно ќе се одржат трки во планинско трчање, планински велосипедизам и друмски велосипедизам. Годинава, како што најавуваат организаторите, се очекува да учествуваат над 2000 надпреварувачи со најголем број учесници од странство досега. Трки во планинско трчање, планински велосипедизам и друмски велосипедизам внедела на Водно ќе се одржат по 6-ти пат во организација на Сдруженијето за спорт и рекреација прв до врв во соработка со градот Скопје и со поддршка на деловната и општествената заедница. На програмата на прв до врв 2018 се трки во планинско трчање, планински велосипедизам, друмски велосипедизам, како и традиционалниот пикник на целта кај врвот, по завршувањето на трките, на која е предвидена музичка програма и церемонија на прогласување на победниците. Стартовите на трките се закажани во 9 часот и 45 минути кај музеот на град Скопје за велосипедистите и во 10 часот кај основното училиште Кочо Рацин за оние кои ќе се надпреваруваат во трчање и планинарење. Годинава, како што најавуваат организаторите, се очекува да учествуваат над 2000 надпреварувачи со најголем број на учесници од странство досега. Пријавувањето за учество е се уште отворено преку веб страната www.prvdovrv.mk. Регистрираните учесници ќе можат да ги подигнат своите стартни пакети во четврток, петок и сабота на плоштадот Македонија, а оние кои доаѓаат од другите градови и држави истото ќе може да го сторат и во недела, на денот на трката од 8 до 9 часот кај основното училиште Кочо Рацин. Денеска имавме променливо облачно време со температура до 24 степени. За утре не очекува сончево време со температура до 25 степени. Во петок температурата ќе се движи во интервал од 12 до 25. Во сабота слично време, исто така во интервал од 12 до 25 степени. И во недела температурата ќе се движи од 13 до 27 степени. И пред самиот крај уште една информација, општина Карпош продолжува со пролетното раззеленување на општината. Засадени се нови цвеќиња и украсни грмушки на повеќе локации. На платото во Карпош 3, платото во урбаната заедница Пицо Божиновски спорти студентскиот дом Гоце Делчев, на плоштадот Делфина во Влаја и на платото во Бардовци, како и на кружниот тек помеѓу улицата Варшавска и Париска. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме за вниманието. Довидување.